Поштована, штовано публико, добродојавте се во најновите кржвести. Кржвести, епизода 8. Кржвести, што некој ги мести. Кој ги мести? Знаете кој ги мести? Ајде. Мафијата, да. Па денеска се е мафија. Остаја ова кинематографија. А сега, кржвест број 1 на денот. Се степале 20 хирурзи во операциона сала во Штипската болница. Уште еднаш. Се степале 20 хирурзи во операциона сала во Штипската болница. Чекај бе, ти си од Штип. Има болница во Штип, а? Сварно? Хајде зајавај. Види го. Во болница во операциона сала се степале стерилна. Стерилна операциона сала. Бре. Се маскале онака. Господи. Веројатно, како продолжеток на оваа вест треба да следи дека ги развил пациентот на кој требало да му се извади слепо црево. Замисли, овие 20 требало да му извадат слепо црево. И он станал. Човекот одмака, немај каде. Станал и ги одвоил. А замисли, човеков да станал, да ги двои, да требало да му оперираат нешто, рака, нога. Како ќе стане ове тој? Кој ќе ги одвои? А? Господи Боже, Господи. Кога стана за да ги двои, при тоа се прекрстил неколку пати. Идеме, еден. 3 пати. Се прекрстил неколку пати, вели. Прво за да успее за да ги разбои ненормалниве, после за да успее за да ја преживее операцијата. А трето, не дај Боже да го отворат, па се затепат уште еднаш, ќе нема кој да го затвори, бе. Замисли, го отварате таму и нема кој да го затвори. Затоа што во тоа време штипскиот Кондураджија, познатиот Ване, спие, пошто е единствено градот кој може да го затвори. А не па ако ти направиле швајка на стомакот, па после тоа се фатиле кој ММА борци, кој ќе те закрпит, море. Само не е јасно зашто се затепале овие двајца врвни штипски хирурзи. Дали се затепале кој да му земе мито на пациентов, или веќе му зеле мито, па се затепале кој да земе повеќе од митото. Ове, мито зима докторе? Стварно? Каде бе? Кога? Кај назимаат мито докторе? Ме дупиш. Сериозно? Ај мајката, бе, не убаво тоа бе. Ај мајката. Некој велат дека е во прашање невозвратена љубов. Не бе. Одма мислите дека овие двајца се двоцевки. Абе, не се двоцевки бе. Едноцевки се. Ама се заљубиле во медицинската сестра, таа што им била инструментарката на операцијата. Така првиот ти рекол, ајде злато, доде ми го скалпило за да го сецнам уштеријава, а вториот ти рекол, ајде љубави, доде ми го мене да му го сецнам. И ова се збунила, на кого да му даде, нели? Не на тоа, бе. Не тоа да му даде, бе. Кај ти е паметот, бе. Се мисли на скалпелот, нели? А пошто скалпелот е многу остра работа, решил и на 20-та да не им даде. И овие, разочарани затоа што ќе им пропадне и љубовта и митото, се залупале на сред операција. Тоа било работата, бе. Ја да ви кажам. Ненормални. Па знаат ли колку е тоа нехигиенски, бе? Прљаво, бе. Штип и се е можно. И после ни бегале пациентите од болница. Прегазени. Со воспалено слепо црево. Убајни. Ти лежиш под анестезија, не можеш ни со јазик да мрднеш, бате, ни со... Не можеш да мрднеш ни со јазик. А фрчат тоа боксовите со гумени ракајци. Па затоа ја не завршив медицина, бе. Паметна работа. Сега гледам нека колку паметна работа всушност ја сум направил. Затоа си терам тука глума стендапова. Глупости. Па зашто? Ќе ме прашат зашто? Па ете зашто? Не за митове, смотан еден е. Кој митове? Јас ли митове? Почесен човек нема бе од мене бе, човече. Онда политичар можам тука да бидам бе. Што те тебе бе? Глупси као крштевски точак бе. За сестрата бе. Кај давам ја мене сестра да ми даде, па после да давам и на други таму неки си доктори. Абе, кај го има тоа бе? Или си со мене, или си со никој бе. Абе, па ја еднаш во Штип фатив тровање штипска пастрамалија која јадев. Да, бе. И кога се сетам, и после тоа автобусот кога се враќав на Скопје, се утебав од повраќање, бе. Завршив во брза помош во Скопје, во Штипска пастрамалија. Господи. Кржвест број 2 на денот. Децава по светот отидоа у курац. Пак се пишале курац, бе. Срамота, бе. Што се смееш, бе?
Зашто прашувате? Па со тие предизвиците на TikTok бе. На TikTok сиба пиперот како овци. Една оди 100 води. Знаеш како викаат онаа? Што ќе направи некоја будала во Америка таму, овие нашиве одма имитираат. Абе види дали е тоа нормално. Дали ќе си скршиш глава или ќе погинеш, па после глупире се. Ама какви родители, такви деца. Тоа ти е. Сега најнов предизвик им било да испијат купче парацетамоли. Пред да почнам да ви ги објаснувам и да терам за ебанција, да ви кажам, не го правите тоа. Прво, ако испиете повеќе од едно опче, и тоа без лекарска потврда, се добиваат страшни последици. А може и да се умре. Рака, парацетамоли. Не. Парацетамолот предизвикува крварење, хипотермија и пак велам може и да се умре. Да бидете мртви, капут. Вечна ја памија, вечна ја памија. Крај, енде. Значи не го правите ова, не е заебанција. Еве, јас ќе ви предложам добри предизвици. Ако начекате некаде питбул на улица или во некој двор, земете со топломер. Абе, знаеш како се мери температура на куче намачена, а? Знаеш? Слушај, ќе земете топломер, да му измерите температура на кутрата, бе. Па барем ќе направите добро дело. Со топломерот угас. Цак, ети ти добар предизвик. Шо ке ти фали? Може некој така малку да те касне. И може вилицата, например, да му се закачи, да не му се тргне тваја голема работа. Битно на TikTok ќе видите први. Тоа е добар предизвик. Еве, јас ќе ви предложам уште некој. Земете тепалка за муви и додека се сексаат мајкави и таткови, со тепалката за муви на таткови по голиот глас. Тајн! Пробај си ја среќата, па што знаеш, шоке? Може ништо нема ни да биде, бајте. Какви родители има денес? Битно на TikTok први ќе видите. И ова е добар. Јавете се на шефот на мајкави и прашете го какви улошки користи жена му. Зашто сте на фришоп и има оригинални, па да ја купите, знаеш. Можеш и тоа да го направиш, штокор. Или ова е добро. Јавете се кај баба ви и кажете дека комшиката перса умрела и дека треба да оди кај незината фамилија за да изрази сочувство. И истовремено јавете се кај комшиката перса и кажете дека баба ви починала и дека треба да оди да изрази сочувство. Немојте да изгасите слушалката. Него чекајте за да слушнете реакција кога ќе се видите во ходникот. Може и тоа да го сторите. Мислам дека најбезболно ќе проведете. Ма нема врска, бе. Ма не правете ништо од ова. Може и ништо од ова. Најдобар предизвик е да јадете цреши и кајси цел ден, да излезете на табла да решавате математика и да прдете со сета сила. И некој од вашите другари, идиоти, тоа да го снима со мобилен телефон. Белки тогаш ќе ви дојде памет. Кржвец број 3. Кај ти се скри? Срамота, бе. Што ти се скри, бе? Што има тебе да ти се скрие, бе? Срамота, бе. Па еднашка се кажува тоа, не 3 пати, бе. Срамота, бе. Некој пак си игра курташак со училиштата, македонските училишта. Пушта дојави за бомби. Абе, нек ни спијам, бе. Абе, ме будите, бе, да си видите спечалци. Спијам ја, и ми се јавува ќерка ми. У 8 часа, бе, ми вели, тато, не сум на училиште. Ја велам, како бе, ќерко, не си на училиште, да не те закаче некој, што се десило, знаеш, не, тато, се ворет, дојава за бомба, имало, па ја не сум. Многу беше среќна, мислев дека петка добила. Абе, срце ќе му ди, што ми правите така, бе? И сега некој ќе рече, копилаци си прават ќеф на курот. И се забават. Абе, така, или не, така што би рекол Стефче. Па и така, ама и не, така што би рекол Такислав Китрановиќ, мојата маленкост. Што ако од сите 100 дојави, една е точна и стварно некоја будала поставила некаква експлозивна направа во некое училиште? Што ако? Што ќе се деси? Абе, не е заебанци работа, бе. Абе, не се смее, бе. Абе, не се смее, бе, лабутни еден. Боздоган и еден Охридски. Сега некој ќе рече, Такислав јади говна. 99% од луѓето така ќе речат. Од овие што ме гледаат. Тие дојави се политички ќе речат. Ги пушта опозицијата за да ја ремети власта. Која опозиција, бе? Ти си опозиција? Тројца без четворица се петојот им го нема. Која опозиција, бе? Не ме зајабавајте, бе. Ма нема гуќе, бе. Немој да ме јебеш, што би рекол Кили. Не знаат кај ме гъс, кај ме глава, бе. Уште дојави за бомби ќе прават. Па и да прават. Што ќе рече народ? А, овие се неспособни. Ајде да гласаме за опозицијата на локални.
Абе, курот на магарата, што ќе рече Сашо Тасевски, бе. Да си бете, веко да си бете. Прво, за опозицијата на локални нема да гласа ни ќорава баба, бе. Баба ти ќорава. Не мислев така, бе, извини. Дај му маранче, бе. Не мислев така, извини. Ти го напишо? Па зашто го напишо кога знаеш дека баба му ќорава? Ох, господи. На локални за опозицијава нема да гласа ни ќорава баба. Не па дојави за бомби да пуштаат. Таман да дојавува дека сме добиле пак датум за преговори со ЕУ, број 27, па пак нема да ги гласа народ, бе. Мутави ни едни. Тие се отпишани. Знаеш, као со гума, отпишани. Што би рекле Тихи и Прле и Пајо, па отпишани се. Па ако не е опозицијата, кој е? Ви текнува дека пред 2 недели полицијата уопси некоја група што спремала тероризам? А што ако се такви некој? Му теквит на некој? Па не му теквит. Кај што има една група, има и повеќе групови, што би рекол еден политичар, глупко точак, бе. Не Крушевчанец, бе. Па не знам од каде. Не е Влав, бе. Глупко точак, реков. Господи. А што правиме тогаш? Мислам со групови, бе. Не со точакот. Отиде точакот. А и боле е да си глупко точак, него глупко ноќ. Така? Падна ноќ на двор. Па добро, снимаме ние. Ноќе, иначе нема дојави, само преку ден ги прават дојавите за бомби. Него да се вратам јас на дојавите. Што ако се сериозни? Што правиме тогаш? Веројатно ништо. Како и до сега, што би рекол еден Али Баба и 39 разбойници. Тој едниот му избега, разбойник. Можда и он ги пушта дојавите, ај чино, бе, како не ми текна, бе, ги дупио и од власта, има логика. Што би рекол Ване Кондораджијана. Крш вест број 4, а сега не е 3. Да не ќе кажеш дека под нешто ти се скри. Нема да не се скрие. Вест над вестите ова вест. УСАИД го финансирал Сорос, а овој ги финансирал шарените, а овие ги финансирале трансродовите и хомосексуалците. Бре, да го симнат грешки од власт. Ова открит на Америка откривме, еј. Не знаеш ли ти за ова? Па слушай, стварно. Не му кажа ти, бе. Срамота, бе. Откривме Америка. Откривме топла вода у бойлер. Откривме кукус у подворок, откривме говно у канализација. Ти се оди веќе? Па оди, бе. Што тука да не сум ти наставничка па да ме прашуваш? Ајде иди таму. Откритие на столетието е ова. Не, бе, ич не знаеме дека тоа се десило. Јак, глупости, немогуќе, велите. Кој финансирал? УСАИД го финансирал Суруш да ни го бапне, за да може после Шилегов да гласа со 2 руки у собрание. За нова влада на СДС и ДОИ со 58 гласа. Снимено. На камера, се е тоа снимено. Не го измисли таки тоа. Шо, бе, не веруваш? Па иди таму види, бе. На YouTube има, бе. 1000 фотографии постоја таму, бе. И камери и се тоа, бе. Глупсон, бе. Ма не причајте. Ма тој е неверојатно, за да може после Заев за Мерцедесот што го возеа 7 години да го обвини Груевски. Па после овој у Гепек на авион да отиде до Маѓарска. Не пешки, бе. Ти ли кажа пешки, бе? Не пешки, бе, мутав. Какво брзо одење, бе? Тој е Артан, бе. Не Артан, бе, Артан, еј. Мутав. И толку да не се разбира о политика, бе. Па после владата да одобри 2 милиони евра за лубриканти и куртони. Пардон, кондоми, лапсус. Нормално, кога ќе те изебат на СУО и ќе ти сменат име, идентитет и презиме и семе и што не, после следува журка со кондоми и лубриканти. Се да оди ко подмачкано. И сега самата Америка признава дека прво не бава на СУО, па потоа со кондоми малце, не го бапнава. Што имаме ние од тоа нивно признание? Некој ќе го врати името? Ти ќе го вратиш, бе? Сварно? Ќе го врати името. Се прегледал, бе? Не се прегледал. Не јарен, маце. Не јарен. Ќе ни врати курац, бе. Очи да избиеме со тој курац. Не да измиеме. Да избиеме, бе. Слушај, маце.
Не слуша. Кој го воли за усе и ти останати шарени кога се ни зедва? Кој го воли? Суриш може само да го конеме, ама него ич Стојко не го боли. Стојко, Стојче, седи бе. Не ми се за тебе, бе. Седи, седи. Дајте му столче, бе. Седни, бе. Седни, седни. Не ми се за тебе, бе. Седна, добро. Абе, он е другар со ѓаволот. Така да он и сака дојде у пекол. Нема за него тоа страшна работа. Усаид не е, ба? И сега што? Едино, ако го јадеш шилеков малце од малце, душичката да ни дојде на место. Толкуцко малце. Тоа беше се за денешните кржвести. И да се не видите. Следните кржвести ќе видат. Положи.